Двете штипски градинки Астибо и Вераци Ривери Трена административно ќе се спојат во една јавна установа. Градинките ќе продолжат да работат во истите објекти и клонови, а за децата и родителите нема да има никакви промени. Градоначалникот Иван Јорданов вели дека нема да има отпуштање и на вработени, туку ќе се менува само начинот на организација. Целта е да се намалат трошоците и градинките да работат поефикасно. Во моментов на територија на општина Штип имаме два правни субјекта, две детски градинки и неколку клонови, односно згради каде што се врши згрижувачката дејност. Со оваа одлука остануваат истите клонови, практично дечињата, родителите не се засегнати, туку се прави спојување административно од две правни лица во едно правно лице. Што ќе значи тоа? Наместо два управни одбора, наместо два директора, наместо двајца сметководители, наместо две кујни, имаме една кујна, еден директор, еден управен одбор, еден сметководител, еден благајник со цел намалување на трошоците. Не се засегнати дечињата, ниту родителите, туку само административно спојување на две правни лица во едно правно лице со цел намалување на трошоците. Овде исто така сакам да потенцирам дека не се засегнати ниту вработените. Никој од вработените нема да остане без работа, туку стратегијата на среден рок е како ќе се пензионираат веќе постоечките вработени, внатрешно да се реорганизираат и да нема внесување на нови вработени на веќе испразнетите или на во иднина испразнетите работни места. Со тоа ќе се намалат трошоците кои ги имаме во рамки на згрижувачкиот процес, детските градинки, ќе се зголеми продуктивноста и оптимизацијата. По однос на оваа одлука, реакции денеска пристигна од општинската организација на СДСМ Штип. На денешната седница на Совет на општина Штип, мнозинството предводено од ВМРО ДПМНЕ донесе одлука со која детските градинки Вераци Ривери Трена и Астибо ќе се спојат во една, а правниот субјективитет ќе го има детската градинка Вераци Ривери Трена со објаснување дека наводно така ќе се намалеле трошоците. Неодамна јавноста имаше можност да слушне за скандалот со сомнителните јавни набавки и трошење на парите на граѓаните за потребите на ДПМНЕ во детската градинка Астибо. Иван Јорданов тогаш влезе во улога на истражен орган, апелирајќи до институциите да се истражат наводните финансиски нерегуларности, а очигледно денес со оваа одлука сака тие нерегуларности да ги зацкрие. Инаку градоначалникот Јорданов дополнително посочи дека овие промени се прават со цел поголема продуктивност, намалени трошоци и одговорно рационално работење на локалната самоуправа.